Добар ден, почитувани, стартува на новата Тилма амбуланта во која денеска ќе биде разјаснета корелацијата помеѓу начинот на исхрана и здравјето на кардиоваскуларниот систем. Постојат низа дилеми, низа митови поврзани со оваа тема, бидејќи постојано има нови и нови истражувања. Например, ќе го разјасниме митот околу холестеролот. Дали секој холестерол е штетен за здравјето на кардиоваскуларниот систем? Треба ли да се намали нивото на масти пред се на заситените масни киселини? Каков е тој француски парадокс кој што отвара многу дилеми поврзани со начинот на исхрана и здравјето на крвните садови и срцето. Која храна е добра за превенција на кардиоваскуларни болести, а што треба да имаме на менито доколку веќе имаме некаква диагноза, односно некаква болест на срцето или пак крвните садови. Доктор Маја Шушлевска-Павковска, специјалист интернист кардиолог од ПЗУ. Доктор Маја Шушлевска е денеска во студиото на Тилма и таа ќе даде појаснувања на сите овие дилеми. Останете на Тилма, стартуваме веднаш по рекламите. За начинот на исхрана и кардиоваскуларното здравје денеска зборуваме со доктор Маја Шушлевска-Павковска, интернист, кардиолог од ПЗУ. Доктор Маја Шушлевска, докторке, добре дојдовте во студиото на Тилма и добар ден. Добар ден, добро ве најдов. Веднаш ќе започнеме со холестеролот. Веројатно сите знаат дека лошиот холестерол, нели има лош и добар холестерол, така барем народно го објаснуваме сето тоа, се таложи на крвните садови, дека е пожелно да се избегнуваат продукти што го содржат холестеролот, како што се сирењето, месото, путерот и така натаму. Па дали навистина холестеролот е толку лош и треба ли да се избегнуваат сите овие продукти? Навистина лошиот холестерол е лош. LDL, значи low density липопротеинот, чија што улога е да го пренесува холестеролот од исхраната и оној кој се синтетизира во нашиот организам спрема периферијата и при тоа доаѓа во интеракција со голем број на крвни садови, па при тоа може да се наталожи, но тој не е единствената причина поради која крвните садови страдаат. И она што е важно е дека многу високиот холестерол може да на долги стази да предизвика предвремено старење на крвните садови. Тоа не значи дека ако имаме гранични вредности на лошиот холестерол или секундарно покачен холестерол од несоодветен лајфстайл, дека ние треба толку многу да се плашиме од самиот лош холестерол, колку повеќе од глобалната тема на тој лош лајфстайл, кој вклучува седентарен начин на живење, пушење, недвижење, кои што се исто така многу важни фактори во развојот на атеросклерозата. Треба ли да има дополнително некој воспалителен процес во организмот покрај покачениот холестерол за да настане атеросклероза или тој ќе си се исталожи без разлика на се на крвните садови? Доколку се работи за многу високи концентрации, како кај фамилиарните хиперхолестеролемии, каде што имаме монозиготи во однос на продукција на LDL рецептори кај хепатоцитите, односно црниот дроб, значи имаме сериозни генетски аномалии. Тоа се разбира дека тоа се ретки случаи, може да се случи забрзано и катастрофално старење на крвни садови дури кај деца. Меѓутоа, доколку се работи за некои гранични вредности, прифатливи на некој начин да кажам вредности на лошиот холестерол, немаме други ризик фактори, потребно е само следење, односно потребно е менување на оние навики или практикување на оние навики кои што ни го продолжуваат кардиоваскуларното здравје. Пред се пешачењето, односно верената физичка активност, добриот сон, соодветното справување со стресот, користење на многу антиоксиданси во исхраната, значи една исхрана која што има силен антиоксидантен потенцијал, како што е медитеранскиот тип на исхраната, даш исхраната и така натаму. Така постои една заблуда дека исхраната која што е добра за срцето и крвните садови е невкусна и издодевна, но веќе тука ја споменавте медитеранската исхрана, така што ова се побива, така што ова се побива. Едно време се тврдеше дека јајцата се главен виновник за покачениот холестерол во крвта и советот беше сосема да се изфрлат од исхраната доколку некој има некаков проблем со кардиоваскуларното здравје, но сега препораките се менуваат. Зошто? Заради тоа што слично како што и со користењето на сирењата и кашкавалите кои што представуваат навистина голем извор на холестерол, јајцето пак жолчката на јајцето содржи огромна количина на холестерол.
ние со исхраната не можеме да коригираме значајно лошиот холестерол да се намали. Токму поради тоа и се синтетизирани статините, кои што во одредени дози можат да доведат до намалување на 50% од ендогениот, значи оној холестерол кој што ние го самиот организам го создава. Точно. И тука имаме генетски варијации, што значи дека кај некои индивидуи холестеролот се метаболизира подобро, поефикасно, па и на одредена возраст имаат одредени прифатливи вредности, не толку високи вредности на холестерол, додека кај други особи кај кои имаме други фактори, како што се покачениот крвен притисок, нерегулираниот диабет или скриениот диабет исто така, влијаат на забрзаното старење на крвните садови и овде и не толку покачени вредности на холестерол може да предизвикаат штета. Оттаму, бидејќи јајцето има многу корисен нутритивен профил, не се препорачува да се исфрла целосно, да се намали и начинот на конзумација на јајце да се контролира, меѓутоа не се препорачува. Во денешно време ставовите се дека имаме повеќе корист од тоа да користиме јајце отколку штета од холестеролот, бидејќи јајцето е навистина квалитетен нутритивен производ. Колку јајца можеме во текот на неделата да конзумираме? Има некакви ограничувања? Што е во просек по едно јајце на ден и зависно од телесниот индексот на телесна тежина, 1 до 2 јајца на ден распоредено, значи, нели во текот на неделата не мора да биде тоа секојдневно користење на јајце. Меѓутоа по едно јајце на ден нема да направи никаква штета, напротив користа од посебно од природните јајца. Јајцата се извор на холин, холинот е состојка на мозочните клетки, исто така е прекурзор за синтеза на голем број други супстанции во организмот, извор на витамин D. Особено го согледуваме ефектот на користењето на јајца во развојот кај малите деца и кај адолесцентите. Така што по едно јајце на ден сигурно нема да направи никаква штета. А што е со заситените масни киселини? Тука е проблемот. Значи, кои продукти се тие што го содржат, што ги содржат овие масти? Дали се само од животинско потекло или пак има и растителни продукти со проблематичните заситени масни киселини? Значи, постојат и растителни продукти како што е палминото масло, производ на плодот на палма, одредени видови на палма, црвена палма, кои што во голем процент, околу 50%, содржат заситени палмитинска киселина, која што пак од друга страна го качува лошиот холестерол. Содржи и незаситени киселини, меѓутоа заради високата концентрација и начинот на екстракција на високи температури го прави палминото масло контраверзно во однос на неговата секојдневна употреба заради зголемувањето на ризикот од кардиоваскуларни заболувања. А го има секаде, речиси во сите производи? Практично да, доколку го погледнете составот на голем број процесирани намирници, ќе забележите дека палминото масло го има во различни видови на храна, во чоколади, во храна која што е во нудлс, да речеме, во различни сосови, значи како веќе составен дел на разни видови продукти. На сите, на голем број на продукти. Оттаму потекнува идејата дека доколку сами си ја приготвуваме храната и користиме полинезаситени масни киселини, како што е маслиновото масло, канола во западниот свет исто така се користи, имаме огромни придобивки. Само да напоменам дека причината поради која што заситените масни киселини и омега-6, омега-3 масните киселини, знаеме нели омега-3 потекнуваат од рибите, омега-6 ги има во јаткастите производи, имаат компетитивен ефект во организмот, значи тие соодноси помеѓу омега-6 и омега-3, кога се поголеми од 6:1, а во нашата секојдневна храна тоа е многу 15 до 20 пати повеќе сооднос, имаат воспалителен инфламаторен ефект. И оттаму потекнува улогата на зголемената концентрација на омега-3, кои што го инхибираат ефектот на воспалителните заситени и омега-6 масни киселини. Така, значи треба да се избегнуваат заситени масни киселини, тука спаѓа, ако не се лажам, и маргаринот. Да, маргаринот се добива. Како? Кокосовото? Кокосовото масло содржи медиум, значи средновирижни масни киселини и исто така, за разлика од пред 10 години, кога се популаризираше неговата употреба заради неговата текстура,
начинот на кој што може да се формираат продукти со користење на кокосовото масло, го зголемува лошиот холестерол и поупатствата се дека може да се користи за надворешна употреба. Значи, повеќе не се препорачува да се користи како составен дел при готвењето, за разлика од маслиновото масло. Ви се навратил уште малку на холестеролот. Има ли продукти што содржат добар холестерол? Нема. Значи, добриот холестерол е производ на нашата биохимија, на нашата биохимиска лабораторија. Тој се формира од страна на црниот дроб и се формира со помош на high density липопротеини, значи липопротеини кои што имаат висок состав на протеини, а мала концентрација, мала количина на холестерол. Тие се добиваат кога од исхраната внесуваме разни видови на масноти, триглицериди и холестерол, па потоа тие се разложуваат, па се внесуваат во организмот и повторно се врзуваат за липопротеини, бидејќи тие се хидрофобни, тоа значи дека маснотите не можеме да ги транспортираме во организмот онаму каде што е потребно пред се до црниот дроб, меѓутоа и во масното ткиво каде служат за депо, како депо за енергенси, туку мора да ги врземе со липопротеински носачи. Тие липопротеински носачи се подложни на бројни ензимски процеси, при кои што HDL, high density, има повеќе видови на HDL холестерол, имаат за улога да го реверзно одземаат холестеролот кој е веќе наталожен во крвните клетки, како што се крвните клетки, ендотелните крвните клетки на крвните садови. Еве да ја разрешите дилемата, за да имаме добро кардиоваскуларно здравје, треба ли да го намалиме внесот на масти во исхраната? Што советувате? Ние имаме пирамида на исхрана. Оној човек кој има стабилна телесна тежина и нема други ризик фактори, треба да има одреден внес и на масноти, јагле-хидрати, протеини, ензими, антиоксиданси, доволна количина на вода и така натаму, се она што ни е потребно. Значи, не треба да ја намалуваме концентрацијата на потребни масноти, липиди, бидејќи на таков начин не само што ќе влеземе во енергетски дисбаланс, кој организмот ќе се обидува да го реши на друг начин, па ќе го компензира со зголемен внес на јагле-хидрати или на протеини. Туку маснотиите представуваат субстанции, тоа веќе претходно сме го дискутирале, кои се основа за изградба на хормони, на мозочните мембрани. Значи, имаат своја улога не само во енергетскиот дел од функционирањето на организмот. Меѓутоа, можам да препорачам квалитетот, односно составот на маснотиите што се внесуваат, да бидат повеќе од незаситените масни киселини, од таму, нели, придобивките на медитеранската диета заради маслиновото масло, заради рибите кои што се, нели, богати со масни киселини, кои што па ги добиваат од синтеза. Рибите се всушност на крајот на синџирот на исхрана, а ги содржат незаситените масни киселини кои се синтетизираат во хлорофилните алги. Значи, рибите не може да ги синтезираат, туку ги акумулираат со исхраната, нели, помалите риби и така натака. Поентата е дека може да се јаде и путер, нели, путерот има своји бенефити, меѓутоа во помали количини. Значи, може да се внесува секако и сирење и кашкавал, но едно е што сирењето и кашкавалот имаат голема количина на сол, неминовно, која што некои луѓе не го толерираат, но другата работа е што сирењето и кашкавалот па содржат корисни состојки, аминокиселини кои што се прекурзори за синтеза на исто така важни субстанции, меѓу кои серотонинот, триптофанот. Значи, не можеме да се однесуваме линеарно во однос на премногу строго. Премногу строго. Еве, што треба да јадеме во мали количини? Тоа е следниот факт кој што нашата гостинка ќе го разработи последователно и вели: сирење, црвено месо, сол, алкохол, пецива. Започнуваме со сирењето. Точно ли е дека сирењето е најголем извор на холестерол? Некои сметаат дека е тоа путерот, но други истражувања го покажуваат ова, дека сирењето е најголем извор на холестерол. Зависи од сирењето. А зависи, значи не може тука да се значи путерот има масеност околу 80%, проценти, сирењата имаат околу просек 50 до 60 во сува материја. Меѓутоа имаме различни видови на сирење, имаме младо сирење, рикота, имаме старо зренено сирење, имаме кравјо сирење, козјо сирење, овче сирење. Овчето сирење е најбогато со холестерол, бидејќи овчето млеко содржи многу поголема количина на холестерол отколку кравјото млеко, да кажеме во споредба. Меѓутоа зрененото овче сирење е навистина концентрат. Но
Не можеме да ги лимитираме сега луѓето да не пробаат, нели, и овче сирење. Повеќе јас се плашам од солта која што ја содржат и која што може да направи штетни ефекти врз крвниот притисок, задршката на зависи нели кој во каква состојба е и какви лекови зима, бидејќи имаме пациенти кои навистина не толерираат сол во голема количина и земаат диуретици за да го изфрлаат вишокот сол, но повторно, како она што претходно го спомнав за рибите од медитеранската исхрана, можам да кажам дека омега киселини, омега 3 масни киселини за нашите предци кои немале пристап до риби, бидејќи ние сме континентална земја, било месото кое што доаѓало со пасење на зелена трева, бидејќи во зелената трева има исто така омега 3. Така да квалитетот на овчето месо и сирење, како и кравјето исто така, биле извори за нашите предци за квалитетни продукти. А доколку сирењето е солено, може ли да го одсолиме? Советувате ли нешто такво на пациентите, да се стави во вода, па да се извлече солта по пат на осмоза? Така, тоа е изводливо, меѓутоа не за сите видови на сирење. Зависи кое сирење може да го претрпи тој процес на осмоза. Оние потврди сирења можат, нели, навистина да се намали концентрацијата, меѓутоа сепак индивидуално и ќе оставам на пациентите да одредат, односно на луѓето да одредат дали е тоа прифатливо за нив или не. Значи сирењето во мали количини? Во мали количини. Добро, одиме следно со црвеното месо. Кардиолозите велат да се ограничи внесот на црвеното месо. Зошто? Докажано е дека црвеното месо го зголемува ризикот од атеросклероза, меѓутоа не само во однос на кардиоваскуларните заболувања, тоа е несомнен фактор во развојот на заболувања на дебелото црево. Така што богато е со холестерол, значи богато е со материи кои може да предизвикаат многу процеси плеотропно врз целиот организам, не само врз крвните садови, со кои што го предизвикуваат неговото побрзо старење. Во тој контекст повторно можам да се навратам на нашите многу далечни предци, кои имале месо на располагање еднаш во месецот или тогаш кога ќе можеле да уловат животно. Значи сепак нашите предци повеќе се ослонувале во исхраната на овошјето и на зеленчукот, на растителни били изворите за преживување. И тука навистина не треба да постојат големи предрасуди, тоа што овие продукти на нас не се достапни во голема мера и во најразлични форми, не значи дека се и корисни, односно не значи дека се и неутрални во однос на нашето здравје, па дури и во детската возраст. Че не се препорачува користење на месо во преголеми количини или премногу често. Колку често? Еве, неделно? Еднаш неделно, да. Само еднаш неделно? Да. А кај лица постари од 60 години? Значи, месото е добар извор на протеини, кај особи што се може и кај особи доколку немаат ризик фактори, доколку немаат стикнати заболувања. Значи, количината е исто така многу важна. Дали се користи повеќе од 100 грама или се користи 200 грама, значи сите ние имаме различни... Најдов некој податок, 180 грама, еден оброк максимум. За особа која што има голема телесна тежина, особа од 90 кг, особа од 70 или од 60 кг, ова е преголема количина, 200-120 грама навистина задоволува, бидејќи оброкот треба да содржи и зеленчук, треба да содржи и други видови на аглехидрати. Доволни се потребите. Луѓето над 40 години веќе влегуваат во една фаза на старење и нивните потреби енергетски од еден просечен лајфстайл, кога не трошат, не се занимаваат со некакви интензивни спортови, им се намалени. Значи, потребно е задржување на мускулна маса, меѓутоа ефектите штетни кои што ги има, особено не само заради црвеното месо, заради високата количина на холестерол, туку и начинот на одгледување. Значи, пред раната употреба на антибиотици, употребата на хормони, че сето тоа го менува неговиот состав, а со тоа и оправданоста за користење на месо во таква отворена либерална, да кажам, употреба, без ризици, кои што веќе се јасно, недвосмислено препишани од страна на, декларирани од страна на Светската здравствена организација. Особено за месните преработки. Да кажеме, за колбасите, за сувомеснатите производи. Значи, практично можеме да кажеме дека тие се навистина продукти кои треба да ги користиме како деликатес. Токму затоа и се вика деликатес. Идеме понатаму со солта.
Веќе знаеме дека е добро да се ограничи нивото на сол за здравјето на целокупниот организам, меѓу другото и за кардиоваскуларниот систем, но солта е скриена во многу продукти. Колкава количина сол се препорачува да се прима кај оние кои што веќе имаат некакво заболување и како да се внимава каде се ја има солта која што е скриена? Дневната потреба за пациенти со срцева слабост на сол е ограничена на 2-3 грама сол на ден. Меѓутоа, не е само солта која што ја досолуваме во исхраната, туку таа ја има, како што рековме, во сирењето, во кашкавалот, во сувомеснатите, во маслинките, како натриум бензоат, натриумовиот молекул кој е дел од солта, од молекулата на сол, го има во газираните пјалоци, туршијата, значи зимниците, продуктите кои што се паштети, она сета храна која и не би ја ни споменувала како опција, која што би требало да биде на дневното мени. Значи, многу продукти содржат натриум хлорид или други облици на натриум, кои од своја страна може да предизвикаат акумулација, задршка на течност, но при тоа би сакала да споменам дека индивидуално, кај одредени особи имаме поголем ефект, тие се, да речеме, сол сензитивни. Одземањето на сол од нивната исхрана прави подраматични ефекти врз регулирањето на притисокот и врз одговорот, да кажеме, во однос на срцева слабост. А они што се со здрави, со низокрвен притисок, дозволено ли да внесат малку поголема количина сол од дневната препорака? Дозволено е, заради тоа што можеби не користат во количина продукти кои што количински не внесуваат доволно од овие продукти кои што ги споменавме, така што апсолутно може да ги користат добрите извори на сол, како што се маслинките, например, а во дадени ситуации сирењето и кашкавалот. Следното е алкохол. Вака е интуитивно некој би рекол никако алкохол, но мора тука се направи една мала дигресија, бидејќи велат во црвеното вино има нешто што е корисно за кардиоваскуларниот систем. Црвеното вино е познат извор на ресвератрол, тоа е антиоксидантна молекула, која што има кардиопротективен ефект, ефект исто така и врз забавување на остарувањето на организмот, на мозокот пред се. Меѓутоа, алкохолот, како глобална тема, во различни обреци, не само во состав на виното, има се повеќе и повеќе докази дека е на многу начини штетен за нашиот организам. Значи, тој е кардиоинхибитор, ја намалува контрактилноста на срцевиот мускул, тој е хепатотоксичен. Неговата молекула која е дериват на метаболизмот на алкохол, ацеталдехид, е познат карциноген. Од друга страна е намалува синтезата на никотин, аденин, значи на субстанции кои што се антиоксидантни, значи директно делува токсично, а од друга страна го намалува антиоксидантниот потенцијал во црниот дроб. Понатаму поврзане со други заболувања, значи гастроинтестиналната цевка, зголемен ризикот, значи од устата до анусот, цревата, сите имаат зголемен ризик за појава на карциноми, кај оние луѓе кои користат перманентно, значи одредени количини на алкохол. Дури една чашка алкохол, некој велат, тоа ми го намалува крвниот притисок. Значи, податоците кои што циркулираат во литературата како статистика, како резултат на бројни студии, доаѓаат од различни поднебја, каде што имаме и различни навики за користење на алкохолот. Меѓутоа, факт е дека некоја континуирана употреба на алкохол не се препорачува. Затоа алкохолот порано се сметал за предмет на социјално пиење. Значи, кога вие се дружите, или, не знам, во неделата еднаш на ручек, можете да користите. Порано имаше некакви ставови дека ресвератролот во црвеното вино во мали количини секојдневно ги подобрува кардиоваскуларните перформанси, ги намалува одредени ризици, така натака. Значи, бројни се факторите кај едни исти луѓе кои може да доведат до добар или до лош исход, бидејќи понатаму овие препораки се сведува на тоа доколку па некој не сака алкохол, не преферира едноставно, не треба да го тераме да користи алкохол за да го сочува кардиоваскуларното здравје. Така што секогаш треба да мудро или правилно се конзумира алкохолот. Ние не можеме да ги превземеме добрите навики на французите, така бидејќи ако ја погледнеме
статистички мапата на дистрибуција на кардиоваскуларни заболувања, ќе видиме дека во Западна, во Централна Европа, онаму каде што луѓето имаат малку поинакви навики, имаат помалку стрес, посклони се на користење на физичка активност редовно, имаат понизок индекс на телесна тежина, не се пушачи во толкава мера, имаме и подобри бројки. Така. Тоа не можеме да го игнорираме. Следното се пецивата, торти, лиснати теста. Ние секое утро започуваме со геврек, бурек, симит погача и слично. На тоа се темели појадокот кај нас, но велат, ако сакате здравје и ако сакате здрав кардиоваскуларен систем, ова морате да го елиминирате. Да го елиминираме скрос или во мали количини да го внесуваме? Значи ништо нема да се случи. Повторно доаѓаме до мали количини. Или направиме некоја таква пречекорување. Ќе ни го качат нивото на холестерол? Ќе ни го качат нивото на холестеролот, меѓутоа комбинацијата на овие тестенини кои што користат трансмаст или палмино масло, од една страна она што го спомнавме на почетокот и од друга страна белото брашно, е комбинација која води кон метаболен синдром. Значи на двоен начин го претоварува нашиот организам. Имаме голема количина на глукоза, нели во облик на тоа бело брашно, а друга страна имаме неквалитетни масти. При тоа нели бурекот, ако видиме и колкава калориска вредност има, значи тоа е наше традиционално јадење за појадок, меѓутоа во минатото конзумирањето на бурекот одело со преминување на големи дистанци, нели со пешачење, со многу физичка активност, грејење, исто така немало достапно во ваква форма во која што имаме денеска. Значи комплетно начинот на живење кога се користеле овие храни и од кога датираат е поинаков отколку во денешно време. Ги видовме алкохолот и пециват и тука сега ќе се навратам на францускиот синдром кој што пред малку и вие го напоменавте, значи стапката на смртност и на заболување од кардиоваскуларни болести во Франција е многу пониска во споредба со земјите како што се Америка, значи кои што се развиени, кои што исто така во исхраната користат многу заситени масни киселини. Во што е тајната? Тајната е пред се во големината на оброкот. Значи знаеме умереноста, да. Знаеме дека особено, мислам дека и во Соединетите Американски држави веќе се менуваат работите и дека постојат кампањи кои ги освестуваат луѓето нели во кој правец треба да се движи исхраната. Меѓутоа француската кујна е една од врвните кујни, значи таа и представува уметност всушност и пристапот спрема исхраната во Франција, без оглед што е храната калорична и се користи вино, е навистина умерена. Значи, нивните оброци траат многу долго. Тоа е еден момент, имаме многу предоброци, количината на тие предоброци е мала. Значи, едноставно не можеме да споредиме, бидејќи начинот на припремање зема време, квалитетот на храната е поинаков. Она што ни беше на нас и оние видови на ланци на исхрана, кои што нели ги знаеме, да не ги напоминувам нели сега, сите ги знаеме, тоа е брза храна, која што користи, едноставно кажано, релативно ефтини суровини во голема количина, кои што предизвикуваат сериозни манипулации во организмот, значи го качуваат многу шеќерот, солта, при тоа исто така, трансмасните киселини, или го обавезно одат со Кока-кола или со некој таков вид на, така да имаме едно неквалитетен, голем, калориски денс, значи густ оброк кој има лош профил и кој предизвикува забрзано старење на организмот. Да ги поканим и гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта на телефонскиот број 02-3076-677. Почитувани од овој момент емисијата е контактна. Доктор, ќе постојат ли некои витамини и минерали кои што би можеле да ги земаме како суплементи и би ни го зачувале кардиоваскуларното здравје? Постојат. Всушност, нив ги има во природата, меѓутоа, за жал, со нашиот современ начин на живење, се помалку ни се достапни на природен начин. Пред се витаминот Д, за кој многу пати сме зборувале, нели, магнезиумот исто така, кој е кофактор во многу процеси метаболни во организмот. Потоа витаминот К, ете би сакала, бидејќи мојата проблематика е кардиоваскуларна патологија пред се, да истакнам некои нови информации околу витаминот К. Витаминот К игра улога во зачувување на интегритетот на крвните садови од една страна и помага во
инфилтрирање на калциумот во коските. Значи, тој ги брани крвните садови од една страна, меѓутоа ги брани од друга страна со својата функција и коските. Во тој контекст, значи, се прават актуелни се студии околу калцифицирани аортни залистоци, калцификати на крвни садови. Резултатите се контраверзни, бидејќи студиите не секогаш се идеално поставени. Меѓутоа, она што се знае, веќе како информација потврдено, точната улога на витаминот К2 во поголеми дози во однос на превенција на еластичноста на крвните садови. Таа се мери со помош на каротидофеморален импулс и со одредени други параметри на каротидните крвни садови, во кои што се забележува, се наблюдува дека кај одредени индивидуи со давање на повисоки дози 180 микрограма на витамин К2, еластичноста на крвните садови реверзибилно се подобрила. Тоа е всушност претходник на она што понатаму следија, тоа е калцификатите. Всушност, тоа отвора едно ново поглавје во третирање на кардиоваскуларните болести, каде што доминантни беа статините, нели досега, во однос на превенирање на атероматоза и дегенеративни промени на крвните садови, меѓу кои коронарните крвни садови, каротидите и периферните крвни садови на нозете. А што е со, ева добив знак дека има гледач, да му дадеме предност, а веднаш потоа ќе проговориме за внесот на течности кај оние лица кои што имаат покачен крвен притисок, но сепак предност на прашањето од гледачот. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Гледачка од Скопје. Така. Гледачка од Скопје, поздрав до емисијата. Ви благодарам многу. Дали докторката може да каже некој лек кој што ќе го отстрани алкохолот? Да го отстрани алкохолот од организмот или да го спречи пациентот да пие понатаму алкохол? Предпоставам дека се работи за нешто вакво. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете. Доколку се работи за прекина употреба, односно злоупотреба на алкохол, постојат лекови, тие ги практикуваат психијатрите и треба да подложи одреден протокол пациентот, нели, со контрола, со следење и така натаму, обавезно и со психотерапија. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас прво ви благодарам за прекрасната емисија, поздрав до вас и до докторката. Ви И сега благодарам. само да прашам, на пример, сум земал поголема количина на ладно цедено масло. И сега му помина рокот веќе еден месец. Дали смее да се употребува и до кога смее да се употребува, ако смее, ако не смее да не го употребува. Иначе ладно цеденото масло ми е омилено. Така, ви благодарам за вклучување во програма. Има ли продолжен можеби рок по завршувањето? Доколку нема знаци дека е ферментирано, дека е расипано, тогаш еден месец, ако е добро чувано, не мора да значи дека рокот на употреба стриктно, нели, тоа е период на продуктите во кој што фактички производувачот гарантира дека Квалитет. да. А инаку е добро вака да се зема секој ден по една лажичка ладно цедено масло. Некои тоа го прават? Какво? Зависи. Да. Маслиново да речеме? Маслиново, да, тоа и го користиме, нели, препораката да се користи апсолутно маслиново масло во... Но има и сусамово, ги има најразлични. Со лажичка може некогаш да наштетиме? Да претираме со внес на масло? Не, една лажица маслинов зејтин, маслиново масло кое што е екстра девствено, значи ладно цедено, тоа е многу важен момент, бидејќи ги менува карактеристиките и антиоксидантниот потенцијал и антиинфламаторниот потенцијал се намалува. И затоа не се препорачува да се користи ладно цеденото масло во готвењето, бидејќи на високи температури се менува неговата структура и се произведуваат несакани супстанции. Ајде да проговориме за внесот на течности на дневно ниво. Се препорачуваат 2 литра. Но што е со оние со кардиоваскуларни болести? Некои од нив имаат покачен крвен притисок. Можат ли тие слободно да испијат волкава количина течност во текот на денот? Нема ли да им се покачи притисокот? Отприлика проценката за внес на вода кај секој индивиду е околу 30 мл по килограм на телесна тежина. Меѓутоа, факт е дека летно време не се пие повеќе вода отколку во зимно време, заради тоа што ја губиме водата преку евапорација, испарува низ нашата кожа. Доколку особа која што има срцева слабост, треба да почитува сопствената желба, нели, она што им е потребно за да се напијат вода. Оноку колку што им се пие, толку треба да пијат. Да не забораваат да пијат. И при тоа броиме и колку други видови на течности, особено пациентите со срцева слабост, внесуваат, како на пример чај, кафе, потоа супи, течни чорби, овоши, зеленчук, бидејќи не сакаме да ги преоптеретиме.
Бидејќи имаме уште многу малку време, да направам уште една селекција во однос на режимот на исхрана кој оние што се со срцеви болести, што треба, што не треба да имаат на менито, сосема накратко. Треба да имаат антиоксиданси. Значи, јаткасти плодови, житарки, риба, помалку месо или пилешко, по можност одгледано нели на природен начин, нормално вода, тоа е најпреферираниот облик, водата е есенција, и овошје и зеленчук кој содржи доста антиоксиданси, како боровинки, капини, грозјето исто така здраво, доколку е органско, маслинов зејтин, тоа веќе нели го елабориравме. Значи, храна богата со антиоксиданси, тоа се така наречени супер храни. Еве, зелена храна исто така гледаме во позадина, значи спанаќ, броколи, цвеклото исто така многу корисно. Всушност, сите оние субстанции кои ние ги суплементираме на некаков начин веќе ги има. Коензим Q10 го има во спанаќот, го има во месото, меѓутоа ние не можеме доволно да внесеме за да ги подмириме нашите потреби за овие материи како старееме, бидејќи нормално со нашето старење ги продуцираме, ги произведуваме во помала количина. Да заклучиме дека медитеранскиот тип на исхрана е одличен за превенција од кардиоваскуларни болести. Вела дека нашата македонска кујна е блиска до медитеранската исхрана. Треба мали адаптации да се направат, да се внесе маслинов зејтин. Ми се чини дека се повеќе тоа се користи кај нас. Речи си секој семејство веќе навистина популаризирана употребата, особено на маслиновиот зејтин, меѓутоа и на другите делови од медитеранската исхрана, како житариците, како јаткастите производи, како рибите, сепак блиску сме до Медитеранот. Ви благодарам многу за вашето денешно гостување, за убавото појаснување на оваа тема. Ви благодарам на поканата. Почитувани, тука ја заокружуваме денешната Телма амбуланта. Доктор Маја Шушлевска-Павковска, интернист кардиолог во ПЗУ. Доктор Маја Шушлевска беше нашата денешна гостинка во студиото на Телма. Внимавајте на вашата исхрана, бидејќи таа влие врз кардиоваскуларното здравје, но и врз целокупната општа состојба на организмот. До гледање.